се немеш наших, Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, помилуй, Отче наш. Иже еси на небесе, спри, царство да буде Твое, Твое, яко небесен, и хлеб наш насущен даш нам днес. И остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Sjeti se Gospodina Davida i da si za njegova smirenost kako što se zaklona pred Gospoda i mu vedi da ako objet Bog nema da влезам под шаторот на домот свој, нема да легнам на леглото мое, нема да им дадам сон ночите мои, ни дремка на веđите мои, нити одмор на степошниците мои, додека не најдам место за Господа, дом за Јакововиот Бог. Ете ние чухме дека Ефрат го најдохме во Друбавите, да влеземе во неговиот дом, да се поклониме пред местата, каде што стојат нозете негови стани, Господи, дојди во местото каде што е Твојата почивка, Ти светиот ковчег Твој, Твоите свештеници нека се облечат во правда, Твоите свети нека се зарадуваат, поради Давид Твој слуга на зраче го лице за својот Твој помазаник, му се заклона Господ на Давида, во вистината и од неа нема да се откаже. Во плодот на Твојата утреба ќе поставам на престолот Твој, ако Твоите синови ги пазат мојот завет и моите сведоштва на кои ќе ги научам, тогаш и синовите ми ќе седат на Твојот престол. Затоа Господ го избра Сион му омиле, да живее во него, тоа е место на одморалиште и секогаш тука ќе се населам. Видичи многу засегав ќе го благословувам, превословувам трудот негов, сиромасите негови со леп ќе ги наситувам, свештениците негови ќе ги облечам во спасение и светите негови радоста ќе воскреснуваат. Таму ќе вкленам рог за Давида, Буков, готвив светилник на мојот помазалник. Непријателите негови ќе ги облечам во срам, на него ќе просути светоста моја. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Алилуја, 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 слава Тебе Боже, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже. Алилуја, 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 слава Тебе Боже. Спаси, Господи, Ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja i Tvoje sохраняje krestom Tvojim žiteljstvom. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Христе Боже, кој доброволно си се издигнал на крстот, подари ги Твоите добрини на Твојот нов народ. Со Твојата сила зарадувај го благоверниот и Христолюбив православен народ наш, давајќи му победа на противниците, да го има Твоето оружје на мирот како непобедлива победа. И сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Животворниот крст на Твојата добрина, што си ни го подарил на недостојните, Господи. Ти го принесуваме на молитва, спаси го благоверниот народ, заради Богородица која Ти се моли за нас, единствен човеколюбче. Твојата благодат животот даче и освети го овој крст и направи да им биде на сите луѓе поможи тврдина. На Господа да се помолиме. Господи помилуј. Господи Боже на силата и на славата, Отче Вседржителу Боже, Савот, Ти преку дрвото на животот, кое било насреде рајот, си го пресликал животворниот крст на својот единороден син и наместо дрвото на непослушноста, со чие јадење лукавиот ѓавол ги истера од рајот и ги повлече во смрт нашите прародители, а со нив и сиот човечки род, Ти си ни го подарил знамението на овој живоносен крст
на кој Твојот сакан син беше прикуван и умре, и смртта со смрт ја умртви, и сета ѓаволска сила ја уништи, и му подари живот на светот, на својата црква непобедливо оружје, и освештение и моќна заштита, и на верата тврдина избавување од сите ѓаволски замки, и цврсто верување за спасение и добивање живот, и непосрамна надеж Христос, Твојот единороден син, преку кого беше уништена силата на ѓаволот и ние земните, добивме слобода и се удостоивме за живот. О, те молиме, пресвет Господару, подари светите, поради светите страдања и проливањето на светата крв и животворната смрт на Твојот единороден син, Господ наш Исус Христос, кој според Твојот совет безпочетен од Бог Отец и на пресветиот Твој дух ги претрпе на крстното дрво, и со тоа крстното дрво, кое претходно беше казна за грешниците и злочинците, го направи благословено, свето живот давно и за избавување на грешниците, и испрати ја сега благодата на Твојот пресвет дух на овој крстен знак, и благослови го и освети го, и дај му да биде страшен и силен знак против сите видливи и невидливи непријатели, знак на прогонување и одбивање на сите ѓаволски замки, наезди и напади, а на Твоите луѓе да им биде моќна заштита, тврдина на верата, подршка, во надежта победа, во борбите и успех, во сите добродетели, и на сите кои ќе Ти се поклонуваат и ќе принесуваат молби пред овој крстен знак, биди им милостив, слушател и богат, дарител на се што е корисно за нивното спасение, и како што си го ослободил светот со крстот од осудата на гревот, така и Твоите раби кои од се срце во вера, со вера ти го принесуваат овој крстен знак, со силата на крстот на Твојот сакан син, направи секогаш да бидат победители на гревот, и даруј им ги сите Твои земни и небесни добра, и секогаш водејќи ги со крстот сите верни, кон доброто приведи ги кон примањето на небесниот венец, зашто Ти си извор на осветувањето и Бога дарител на сите добра, и Тебе слава Ти вознесуваме со Твојот единороден син, и со пресветиот и благ и животворен Твој дух сега и секогаш, и во вековите на вековите. Амин. Исполети Деспота и духови Твоему. Да ги приклониме пред Господа. Тебе, Господи. Боже и Отче на нашиот Господ Исус Христос, Ти кој откако го победи ѓаволот и умртви смртта, со неговиот крст си го ослободил човечкиот род од измамата и насилството на ѓаволот, погледни сега милостиво на нашата молитва и на овој крстен знак, направен со слава, во слава на Тебе Бога Отецот и на единосушниот Твој Син, со природен на Твојот дух и во спомен на оние преславни победи над ѓаволот, смртта и јадот, и на нашето избавување со Твојот свет дух, а преку поросувањето со оваа света вода, благослови го, освети го и излеј го на него Твојот свет благослов и силата, што ја стекна тоа преблагословено дрво, преку поросувањето со крвта и прикувањето на телото на Твојот сакан син, и дај му да биде тврдина и заштита на Твоите верни луѓе и столб на крепоста со лицето на од лицето на ѓаволот, а за прогон на сите противнички злоа и за исцелување на душевните и телесните немоки, и да бидат услишани молбите и молитвите на сите кои со вера ќе се молат пред ова знамение, зашто Ти си Бог на милоста и добрината и човеколюбието, и Тебе слава Ти вознесуваме со Твојот единороден син и со пресветиот и благ и животворен Твој дух сега и секогаш и во вековите на вековите. Амин. Се осветува овој крстен знак со благодата на пресветиот дух преку поросувањето со оваа света вода, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се осветува овој крстен знак со благодата и поросувањето на пресветиот дух преку поросувањето со оваа вода, осветена во името на Отецот и Синот и Светиот Дух.
се осветува овој крстен знак со благодата на пресветиот Дух преку поросувањето со ова света вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Хранител сеја селенија, крест красота церкве, крест сеја рей, держава, свет утврдение, крест ангелов слава и демоновија азва. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. И блажени живот одавен крсту, луѓето хранети со тебе, те празнуваат архиереите, со безтелесните хорови, побожно те воспеваат. И мноштвото монаси и спосветици се поклонуваат, и сите го прославуваме Христа, распнатиот на тебе. Кресту Твоему Поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Кога пееме кресту Твоему, сите се поклонуваме на крстот. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Придете верни да се поклониме на силата на крстот, зашто дрвото во рајот смртта никнува, а ова дрво процвета со животот, имајќи го на себе прикован безгрешниот Господ, сите народи добивајќи од него нераспадливост. Воскликнуваме, слава ти, Господи, кој со крстот си ја уништил смртта и се не ослободил од прелеста и насилството на ѓаволот. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови хлеб и вино сие духом Твоим сијатим сегдален и присно и увеки веков. Во славу и чест святого пророка Илија, Христе Боже, приносимо Ти жертву сию. Его же молитвами помилуй и спаси нас. Амин. Во плоти ангел. Во името на Отецот и Свет, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Сијати мученици же Добре страдачествувавше и венчавше сјам, Молите сјако Господу, помиловати за душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеников радование, и же проповед Троица единосушная, за елико и Дева име Божие, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, Воздохнем, Его же величаем, Те облажаем.
Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, i že propove Trojica jedinost. Kolačov či je da dojde da go prekrši sa Do nas. Vi ste? Ne, crno dekaj. Ajde, prenesete me. Ajde, dojde. Oni kupa. Повторюємо, велико ім'я? Святі Троїця? Пресвята Богородиця? Помагай нас. Помагай нам. Христос, помилуй нас, Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей молитве услыши. Помилуй, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Jeszcze molim się o te священнейшем епископе нашему, Твоему Господи. Архиерейству до Твоего, Господи, Господь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Jeszcze molim się o miłości жизни рабу Божий, праздник сей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ime človeku ljubeć Bog, jesi Tebe slavu usilajem, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i prisno i во веки веков. Амин. Премудрост, Najświętszy Błogosławi, błogosławi. Бог наш всегда и присно и во веки веков. Амин. Пресвета Богородице, спаси нас. Честнейший Херем и славнейший без сравнения Серафим, безследния Бога, слова рощу, също Богородица, тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, нині і присно і во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владико, святий, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречисти и препорочни Светлица Матере, силуйте снагу Жетворяща, окреста молитвами свети славни секоних апостол, свети славник и добропобедник мучеников, святаго апостол евангелиста Марка, преподобник и богоносни отец наши, святи праведни боготи, святи мирни, святаго пророка Илije, koji pamje sovršen, i sve святи помилуй, и спасет нас яко благ, и человек мой любе. Амин. По молитвите на светиот Владика наш, Господи Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Со две реченици само да ви го честитам празникот Илинден, споменот на светиот пророк Илија и државниот празник Илинден, како што сите го празнуваме. Да се заблагодарам на надлежниот свештеник отец Васко за поканата да дојдеме и да се израдуваме заедно на овој празник и да го благословиме овој крсен знак, кој нека биде за заштита на ова село и пошироко, да заблагодариме на оние кои направија подвиг и го направија овој крст, го финансира неговата изградба и местењето, и да подсетам само дека објектите кои се градат, кои имаат црковно значење, не се градат за да се остават и никогаш повеќе да не се вратиме овде. Одговорноста е пред се на сите нас, меѓутоа посебно на оние што направиле жртва и направиле иницијатива да се изгради овој крст. И да не биде во иднина да биде оставен крстот, да пропаѓа, како што на многу места имам видено дека се градат и мали параклиси и крстови и се оставаат така. Одржувањето на овие црковни објекти, да ги наречеме така, е потребно и за сите нас, меѓутоа секогаш да имаме предвид дека треба да инвестираме и во црквата онаму каде што е потребно. Убаво е да се знаменуваме со крстот и овој крст да биде заштита на ова село. Меѓутоа и многу поубаво е да се собираме на света литургија. А на света литургија се собираме во храм Господов.
таму каде што може свештеникот да отслужи литургија, да направи проскомидија и да се собери верниот народ околу свештеникот за литургија. Секогаш да имаме предвид дека и инвестирањето во изградба на цркви е исто благословено. Не е само подигањето на крстови. Да не испадне сега да на секој рид да градиме крстови. Доволно е во ова место овој крст и убаво е направен, фала му на Бога и фала на сите што учествувале во изградбата на овој крст. Меѓутоа, ние сме битија литургиски, ние сме битија на вечноста, не сме битија на времето. Овој крст сите нас ке не подсетува на жртвата Христова. Меѓутоа, ако ние не бидеме на литургија, ако не учествуваме во телото и крвта Христови, оној истиот Христос кој се распна на крстот, ако не учествуваме во тоа тело и крв Христови, тогаш ни овој крст нема да ни биде на спасение. Само така можеме да дојдеме до целта за која сме створени, за која сме повикани, а тоа е да бидеме вечни битија. Да го одржуваме овој крст и да се собираме во црквите на литургија и таму каде што фали простор, односно храм, да се вложи и да се изгради храм и да се собираме на света литургија, за да можеме да се наречеме достојни чеда Господови. И ова жртва што сега ја правите, на ова сонце, на ова жешко што сте ме чекале толку време да дојдам, ние служевме литургија, и секогаш да знаете приоритет има литургијата. И ви благодарам за трпението што го имавте, што сочекавте да дојдеме да го благословиме овој крст. Нека биде за многу години празникот Илинден, нека светиот Илија се моли на Бога за нас, нека испрати Господ благодата негова преку ова крстно знамение, нека го благослови целиот овој крај и сите вие во иднина што почесто да се собират и да се собираме сите заедно на литургија, да се гледаме што почесто на литургија. На многу години честит празник да биде. Амин. Господа, Сега може славењето да почне. Сега може да ви покануваме во црквата. Голема благодарност на сите спонзори, сите што учествуваа. Кој како можел. Сите бехте донатори. Некој со труд, некој на друг начин. И се заблагодарувам од се срце на сите што донира и сите тука што вложивте труд, што изгубивте од вашето време на тие топли денови, да го успееме да го направиме ово што го направите денес. Голема благодарност уште еднаш и поздрав до сите вас. Mali,